Добро вечер. 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 Да видимо уште малку. А не, слава ти Господи. Добро вечер. Добро вечер. Уште малку да видиме, слава ти Господи Исусе Христе. Ти благодариме Господи Исусе Христе, слава ти Господи Исусе Христе, те сакаме Исусе, ти благодариме. Добро вечер. Добро вечер, слава ти Господи Исусе Христе. Ти благодариме што не собираш и вечерва, што сме ние собрани во Твојата љубов, собрани сме по Твојот глас, по Твое водство, по Твојот пастир да не водиш. Те сакаме Господи Исусе Христе, собрани сме во молитва да се помолиме и повторно да повикаме кон Тебе, да научиме да бидеме постојано приклучени во Твојата сила, во Твојата љубов. Познати се стиховите, само краток вовед. Кога се молиш, влези во својата скришна соба. Каде е таа скришна соба? Каде да влезам? Зошто да влезам? Јас и се молам на свој начин. Вистина треба да влезеш во својата скришна соба. И ние кога работиме часови по јавно говорење, им кажувам на овие луѓето што слушаат, дека има еден наискрен дел од нас, тој е тој молитвен слој на гласот, кога ти вистински застануваш и велиш те молам, видете на тој што те создал. Ние имаме земни родители, но ние се обраќаме на таткото кој создал се. Те молам, татко. Треба да влезеш во твојата скришна соба и некој сега од вас кој беше, не памтам денеска, не е важно, рече дека во сон кога имал напад, му кажал само кажи Исусе. Па да, јас постојано го зборувавме ние тоа, слегуваше. Немаш време ти за молитва. Ти само велиш Исусе, Исусе. Како што ти чука срцето, велиш Исусе, Исусе. Тоа е зборот, тоа е името. Ако си поврзан вистински, ако името, односно Словото живее, односно Исус живее во тебе, ти знаеш каде е твојата скришна соба. Ти си постојано поврзан и тоа станува внатрешен доминантен дел, како да кажеме, на тебе. Ти си таму поврзан, а овде си привремено. И ќе научиш да бидеш во силата. Значи, влези во својата скришна соба и не употребувај многу зборови. Сме го зборувале како незнабожците, тие мислат дека за многу зборови ќе бидат услишани. Доволно е да кажеш Исусе, тој знае за што се молиме. Тој знае што има во нашето срце. Мораш да бидеш поврзан, препуштен, да се држиш во него и тогаш ќе живееш, како да речеме, на границата на телесниот и духовниот живот и ќе се случуваат некои надприродни состојби. А не ти е јасно што се случува. Значи, треба да останеш да викаш Исусе, Исусе постојано. Тоа е формулата. Не треба многу зборови да му кажеш Исусе, да си поврзан вистински, да му предадеш се, да е внатре во твоето срце. А не да викаш Господе, 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 дилиш татко, што и да побарате во мое име од Отецот, во мое име, името е Исус Христос. Тоа е името на Отецот, треба да ти се отвори духот да го разбереш тоа. Исусе, во Твое име барам од Отецот и само во името на Исус и Исусе, само повтори, сме имале ситуации кога сме на работ на смртта, немаш време ти да се молиш, само велиш Исусе, крик и толку треба, тоа се држи. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што не поврзуваш во оваа молитва, што ги отвараш небесата и слегува Твојата полна сила за секој сотрудник, да биде во десната страна, да може да биде во љубовта која страв нема, да каже бегај од мене, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, Татко, што ја креваш оваа молитвена војска, што не исцели сите и што не држиш во силата од десната страна, во силата на вечната љубов. Амин. А сега продолжете вие. Амин.